Почитувани колеги советници, почитувана јавност. Денешниот ден е повеќе од седница. Тоа е заедничка победа на сите нас кои веруваме дека Битола може, знае и мора подобро. Денес зборуваме за ребаланс кој не крати, туку унапредува. Не ограничува, односно отвора. Денес зборуваме за буџет кој е проширена рамка на можности, поддржан од владата на Република Македонија со рекордни 707 милиони денари инвестиции што директно ја менуваат Битола. За прв пат кај зоолошката градина, која со децении ги радува децата од целиот регион, добиваме 18,6 милиони денари. За изградба на модерен терариум и живеалиште за копитари. Ова не е само проект на хартија, туку е можност за повисоки стандарди, за подобри услови за животните, за вработените, за децата. Ова ќе значи дека зоолошката градина може да биде дестинација со регионално значење, едукативен и туристички центар, кој ќе го збогати културниот и економскиот живот на општина Битола. Меѓутоа, иднината не се гради само со забава, се гради и со образование. Токму затоа инвестираме во 3 нови типски спортски сали. Во Основно училиште Стив Наумов, Тодор Ангелевски, Основно училиште Даме Груев, односно подрачното училиште во Долно Орисари. Вредноста на овие проекти изнесува 121 милиони денари. Бидејќи сметаме дека секоја педа изградена спортска сала е инвестиција во самодовербата, здравјето и дисциплината на нашите ученици. Не застануваме тука. 9 училишни спортски игралишта ќе добијат нов изглед, нова тартан подлога, нова причина децата да останат во училишните дворови, а не по пороци и на улици. Од Климент Охридски, па се до Ѓорги Сугарев, училиштето Коле Каненски до Трифун Пановски, од Тодор Ангелевски до Гоце Делчев, ова се училиштата во кои што воспитно-образовниот процес ќе добие на нова дименсија. Новото училиште во Буковски ливади, инвестиција од 30 милиони денари, е доказ дека не градиме само таму каде што има политичка калкулација, туку таму каде што има реална потреба, бидејќи секој дете без разлика каде живее заслужува подеднакви услови. Во спортот, покрај игралиштата, следува и атлетската патека на стадионот Петар Милошевски, вредна 77 милиони денари, бидејќи Битола заслужува професионална, модерна и атлетска инфраструктура. Почитувана јавност, паркирањето со години представува болка, особено во централното градско подрачје. Со изградба на 6 нови паркинзи, кај Кифлата, Атпазар, Овчи пазар, Хеликоптерот, улица Брајка Џаферови АРМ, добиваме голем број на паркинг места. За прв пат сообраќајот ќе биде релаксиран таму каде што најмногу боли, односно пред големите сообраќајници, пазари, училишта. Ке се дише полесно и ке се движи побрзо. Тука се и улиците. Не ги асфалтираме со предизборни желби, туку со реална инфраструктура. Улицата Донко Ушлинова ќе добие комплетна реконструкција. Во поранешната касарна улиците СТУ 6, СТУ 13 и 14 конечно ќе добијат асфалт. Улици ќе се реконструират и на 7 брикада, Христо Ботев, Димитар Тодоровски, Бегова Чешма Дебарска, Караорман, Љубојно, улица Петта на Бајр, дел од булевар 1 мај, дел од Васко Карангелевски, како и Даме Груев, крак 1, 2 и 3 во Мал Парис. Меѓутоа, ова динамика не застанува во градот, баш напротив продолжува и во селата, бидејќи тие се еднакво важни. Планирана е реконструкција и изградба на патишни улици во село Карамани, Барешани, Ротино, Раштани, Братиндол, Трн, Горно Реово, бидејќи мислиме на фер и рамноправен социјален, економски и демографски развој. Почитувана јавност, сето ова не е фантазија, ова е план, заработен ангажман, доставени проекти, изготвена документација, одобрување од надлежни институции и најбитно обезбедени финансиски средства. Затоа и денес гласаме за нешто повеќе од ребаланс, гласаме за посветеност и доследност. Гласаме за функционална Битола, гласаме за модерна и инклузивна европска Битола. Ви благодарам.